Госпоѓа Петровска, добар ден и ви благодарам за ексклузивната можност да се јавите во паузите во извонредно густата агенда на самитот на НАТО во Вилнус и да поразговарате, да одговорите на некои прашања на цивил медија во контекст на овој важен самит кој самиот Столтенберг го оцени како историски дури и пред да започне. Би ве прашал веднаш кои се вашите очекувања, односно што од самитот ќе биде посебно значајно за нашата земја, особено имајќи предвид дека регионот е исправен пред се поголеми безбедносни предизвици, како што се косовско-српските тензии и нестабилноста во Босна и Херцеговина. Кои други безбедносни предизвици во регионот се присутни, како тоа ќе се рефлектира низ филтерот на овој значаен самит на НАТО? Да, ви благодарам за поканата, се разбира и за интересот. Особено е важно што овие денови вчера и денес на вториот ден од самитот го зборуваме во врека за затворени врати, сепак да најдеме начин како тоа да го искомуницираме со јавност и со граѓаните кои со разбирање целосно апсолутно имаат интерес за тоа што зборуваме. Како што беше најавувано и во рамките на подготовките на самитот, меѓутоа и овие денови од изјавите кои ги дава представниците, односно шефовите на држави и премиерите кои се шефови на делегациите, вклучително и нашиот председател на владата кој е предводник на нашата делегација, дава осврт или да речем ги искажува очекувањата за тоа што ќе се случува на овој самит. Разбирливо е заради тоа што веќе година повеќе од една година на европско тло имаме за жал се уште активна војна, односно неоправданата агресија од Русија врз Украина се уште продолжува. Очекувано е дека НАТО земјите членки и партнерите ќе бидат гласни, ќе бидат обединети и ќе донесат одлуки околу тоа што ќе се случува понатаму, односно како ќе тече поддршката за Украина, она што е најважно, но исто така не изостануваат и сите оние други прашања кои практично се важни за НАТО да продолжи да функционира успешно како и досега. Во рамките сега ќе ги поделам на две групи, би рекла, она што е интересно. Едната ќе се осврнам малку подоцна, тоа е за Украина, а она што во суштина е важно за нас како земја која сме членка на НАТО алијансата и учествуваме во целиот овој процес на донесување на овие одлуки кои денес и вчера беа соопштени, односно беа заклучени како такви, е важно дека зборуваме за зголемување на инвестициите во одбраната. Ова го зборувам од аспект на тоа што за да одговориме соодветно на сите ризици кои се соочуваме и на национално ниво, меѓутоа и како членки на алијансата, значително е потребно да го зголемиме инвестирањето во одбраната. Особено го зборувам за Република Северна Македонија, заради тоа што знаеме дека до 2018 година тоа го зборуваат и официјалните бројки на буџетот на одбраната, многу малку беше инвестирано, односно речиси и да не беше инвестирано во одбраната. Во 2018 година започнува скокот, односно зголемувањето на нашиот буџет, и сме една од земјите кои денеска, односно оваа година може да се похвали со речиси 1,86, односно 1,85% од бруто домашниот производ кој го одделуваме како од буџет за одбраната. Следната година, и тоа е заложба која што ја презентиравме вчера и денес, и дека Република Северна Македонија ќе го достигне процентот од 2% од бруто домашниот производ, кој ќе биде наменет за буџетот на одбраната, но она што уште повеќе се сложуваме дека тоа не треба да биде плафонот или највисокото ниво на достигнување на буџетот, туку треба да биде почетното ниво. Не се обврзуваме за тоа колку ќе биде во наредните години, меѓутоа да, 2% ќе биде минимумот на буџет кој што треба да го издвојуваме како земја членка на НАТО алијанса. Она што исто така многу важно, тоа многу пати до сега сум го кажала, но овој самит беше потенцирано, е дека исто така е важно не само да го имаме овој процент од буџетот, туку како правилно да го трошиме буџетот на одбраната. Република Северна Македонија до сега успешно го планира и го троши тој дел од буџетот, односно над 20% од буџетот се насочени веќе и во иднина ќе бидат и повеќе насочени за модернизација и опремување на армијата.
односно за оваа година конкретно, за нас е над 30%, односно 33% од буџетот веќе ги имаме isprogramирано и испланирано за модернизација и обновување на армијата. Со ова сакаме да излеземе во пресрет на, како што реков, соочување со современите предизвици и веќе војувањето, како што и самите сме сведоци, не се сведува само на конвенционални методи на војување, се повеќе се присутни и сајбер нападите, се повеќе се присутни се и киберните закани и така натаму. Одбраната како модерна одбрана треба да биде способна да одговори на сите овие предизвици. Вториот сегмент од самитот апсолутно е Украина. Она што е навистина важно е дека на овој самит и тоа ќе се случува во попладневните часови денеска, ќе се одржи за прв пат советот помеѓу НАТО и Украина. Веќе значи соработката со Украина ја подигнуваме на едно повисоко ниво, наместо досегашната комисија која што беше формирана. И уште поважно е заложбата на сите земји членки на алијансата, особено Соединетите Американски држави како предводници, Германија, кои се залагаат за уште поголема поддршка на Украина. Но таа поддршка да не биде краткотрајна, односно да не ја договараме месец за месец, туку да биде долгорочна поддршка која ќе трае најмалку во наредните 10 години. Со таа финансиска предца поддршка, меѓутоа апсолутно и политички и секаква поддршка, сакаме на Украина да ја помогнеме уште повеќе, како што го правиме вклучени изминатите месеци, да ја помогнеме да ја заврши оваа војна, што е можно побрзо се разбира, и што е можно побрзо да го продолжи својот пат кон интеграција и во НАТО и во Евросојузот. Впрочем, кога сме рече кај Украина, видовме дека вчера господин Зеленски, председателот на Украина, го нарече апсолутно отсуството на временска рамка за НАТО влез на Украина, односно за интеграција на Украина во НАТО алијансата. На што според Вашингтон Пост биле лути луѓето од делегацијата на председателот, американскиот председател Бајден. Кој е ставот на Северна Македонија за овие барања на Украина за членство во НАТО, инсистирањето на временска рамка? Кој е ставот, нашиот став, вашиот став, кој е став за ова барање? Република Северна Македонија има принципиелен став од самиот почеток на кризата во Украина, односно војниот конфликт. Меѓутоа се разбира и однос на прашањето на Украина за барањето за нивно членство во алијансата. Република Северна Македонија апсолутно е застапник или се залага за отворени врати на НАТО, значи дека секоја една земја која прво има барање и сака да пристапи кон НАТО алијансата, ние тоа го прифаќаме како позитивно, но се разбира дека таа земја треба да обезбеди, односно да ги исполни и определени услови. Исполнувањето на условите значи дека земјата е во целост способна и е во можност да пристапи кон НАТО алијансата, затоа што на пристапувањето кон НАТО алијансата, и тоа беше во случај со Република Северна Македонија, не е само користење на придобивките од колективната безбедност, туку е и давање собствен допринос на самата земја која ќе се зачлени во НАТО алијансата кон колективната безбедност. Република Северна Македонија постигнува баланс помеѓу тие две нешта. И тоа е правило кое треба да се почитува и за секоја земја во иднина која се разбира сака да стане членка на алијансата, за која вратите се отворени. Она што за нас е приоритет. И да, неспорно дека Украина ќе стане земја членка на НАТО алијансата. Но приоритет број 1 за сите нас и за Република Северна Македонија како пријател во Украина, меѓутоа и за сите останати сојузници и партнери на НАТО алијансата, приоритет број 1 е победата која треба да биде извојувана во Украина. Сите наши ресурси, сите наши капацитети ги насочуваме кон поддршка на Украина. Затоа што изминатиот период и денес утрово имав можност да се сретнам со жени лидери во областа на одбраната и на външната политика и представници на граѓанските организации со кои зборувавме на тема што се случува во Украина од наша страна. Не е лесно навистина. Повеќе од 12 месеци таму се војува. Она што ние го гледаме и за кое имаме наши симпатии и сожалувања од наша страна, навистина многу поинаку кога ќе се соочите, кога ќе бидете присутни на теренот. И нашето разбирање
за нивната волја или за да речем за нивниот благо кажано притисок да станат членка на алијансата е разбрали. Меѓутоа сепак треба да ги приоритизираме работите и само така ќе можеме да оствариме она што е крајна цел на сите нас. Страдањата во Украина навистина мора да престане. И токму затоа нашите ресурси, нашата поддршка првенствено насочена кон тоа. Благодарам за тоа, значи сепак Северна Македонија не се издвојува од генералниот штаб на НАТО членките кои вчера издадоа и соопштение во кое сепак нема временска рамка за пристапување на Украина во НАТО, но дека заложбата и дека сите напори се вложени во победа на украинската нација за ослободување од руската агресија се очигледни, многу отворени, многу директни и недвосмислени. Се разбира, има и други теми и прашања навистина значајни. Шведска направи и уставни измени за да ги задоволи условите на Турција за влез во НАТО. Тоа е, меѓу другото, предпоставувам и причината зашто и самиот генсек на НАТО Столтенберг го нарече историски самитот. Кој е вашиот коментар за согласноста на Турција да го деблокира процесот на зачленување на Шведска во НАТО? Колку е ова значајна ситуација? Јас тука ќе се сложам, не можам повеќе да додадам од тоа што и генералниот секретар на НАТО го кажала тоа дека е историски чекор на вистина. Особено ако се земе предвид какви се безбедностни предизвици или безбедностни закани потенцијални постои. Проширувањето на Финска, а сега и на Шведска, односно приклучувањето кон НАТО алијансата, навистина е, јас би рекла, одлична порака. Однесувањето на Турција или одблокирањето или давањето согласност да пристапи Шведска во рамките на НАТО алијансата, само што еднаш покажува колку НАТО или сојузниците во алијансата знаат да го проценат важноста на моментот. Да, од оправдани причини национални, тоа се беа позиции на Република Турција, има одредени барања за кои тие имаа сопствени објаснувања. Меѓутоа, она што покажува од друга страна по однесувањето на Шведска е дека не беа тие само декларативно за НАТО, него навистина и тие вложија дополнителни напори во своите рамки, се разбира, за да ги оправдаат и довербата која сите ја има и поддршката која има од сите нас, за да тоа го направат, односно да се приближат заедно со Република Турција. Диалогот кој што се одвиваше, иако на моменти можеби од страна скептиците велеа дека нема да заврши, дека нема да се случи на овој самит, меѓутоа диалогот кој што беше воден, се разбира со поддршка и помош од сите сојузници, всушност на крај роди со плод и со одличен резултат, а тоа е приклучувањето на Шведска во рамките на НАТО алијансата. И мислам дека тоа треба да биде позитивен пример, нема да ми забележите што ќе го дадам како позитивен пример за случувањата кај нас. Заради тоа што ако цело време декларативно се залагаме за нешто, треба тоа во одреден момент да го произведеме, односно да го преточиме во реални чекори. Ако ние од осамостојувањето до денес, сите политички партии, кога ќе ги прашате, лидерите без оглед кој во кој момент се наоѓа на таа позиција, ќе ви кажа дека сме за пристапување во Европската унија и за НАТО додека да станеме членка на алијансата. Но во истинското прашање кој треба секој од нив и секој од нас да си го одговори, што ние правиме за тоа навистина да го оствариме. Заради тоа што ветувањата во еден момент може да станат и безсмислени ако не работите на нивно остварување. Истото е и во Република Северна Македонија. Ако сите ние, без исклучок, на политичките партии, опозиција, позиција и така натаму парламентарни, сите се залагаат за пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија. Единствениот кој стега во моментов е на маса пред нас е промената на уставот со внесувањето на бугарите како малцинство и продолжување на патот за Република Северна Македонија. Тоа е единственото нешто. Теориите по тоа, а дали тоа ќе биде последно нешто, дали имаме право да се сомневаме, апсолутно имаме право да се сомневаме во се и сешто, но наша е одлуката што треба денес да ја донесеме, дали ќе направиме чекор напред
или ќе останеме затворени во нашата средина и понатаму и во наредните 20 години ќе се сомневаме и ќе претпоставуваме дека нешто ќе се случи и покрај тоа што ќе направиме промена на Устав. Она што е важно и тврдам одговорно како и сите кои се дел од процесите е дека досега со ниту една одлука не сте наштети на националните интереси на Република Северна Македонија. За жал, минатото покажува дека во нашата држава се носеле навистина политички тешки одлуки. Ама кога ќе видите што тие политички тешки одлуки донеле за еднината на граѓаните на нашата држава, тогаш секоја тешкотија се исплатела и можеме со задоволство да бидеме горди на тоа што било донесено како одлука во минатото. Ќе го дадам примерот со преславскиот говор, кој можеби многумина од моите колеги не сакаат да го коментираат, за да знаете, да има некое поврзување. И јас не сум била дел од тој процес, но сега, неколку години подоцна, апсолутно го поддржувам. Затоа што како поинаку, денеска ќе седевме на масата со сите останати држави подеднакво, ако не го направиме тој исторички чекор. Само ние гледаме придобивката од таа промена само неколку години подоцна. А замислете каква ќе биде придобивката за нашите граѓани, за нашите поколенија, за младите кои сите политички партии велат дека се залагаат да ги задржат во Република Северна Македонија и да не си одат надвор од државата. Ама како, ако и понатаму тие од нас само слушаат празни политички говори и празни ветувања, а без да гледаат никаква реализација. Накратко, тоа е примерот што сакав да го направам паралелата со случувањата однесот на и на Шведска и на Турција по однос на пристапувањето во НАТО алијансата и навистина го давам како позитивен пример за тоа што ние треба да направиме во овие исто така критични и клучни моменти за нашата држава. Навистина извонредна паралела и да нагласиме не е на одмет, Шведска направи уставни измени за да ги задоволи условите или барањата на Турција, за да може Шведска да стане 32-та земја членка на НАТО. Паралелата што ја излеговте со македонската политичка реалност е повеќе од очигледна и ја содржи сериозна политичка, меѓутоа и општествена и човечка порака. Се надевам дека некој ќе успее да го види тоа што вие го кажавте. Јас би одел на едно безбедносно прашање за крај. Се разбира во поглед на безбедносните предизвици во нашиот регион, приватната платеничка формација Вагнер е присутна на Балканот, тоа е утврдено веќе. Колкава е заканата од Вагнер, дали имате проценка и дали можете да ја споделите, се разбира, и има ли други такви или слични вооружени групи кои може да ја размишаат безбедноста и одбраната на земјите во нашиот регион. Како се, и на крајот на криштата, како се справува нашата одбрана со опасностите што произлегуваат од руската агресија против Украина, ги спомнавте и хибридните напади, дали имате нешто повеќе детали? Јас можам да кажам со сигурност дека Вагнер не е присутен на Балканот во земјите кои се членки на НАТО алијансата. И тоа е само дополнително уште еден мотив зошто или доказ за тоа зошто пристапувањето на Република Северна Македонија во НАТО алијансата беше толку важно и толку значајно. Да, сведоци бевме изминатиот период и ќе бидеме и во иднина на хибридни действувања и на Русија, меѓутоа и преку така наречените проксија, други држави кои евентуално би ги помагале во незиното действување. И целта на таквото действување од нивна страна се разбира која? Да се подкопаат вредностите или да се подкопаат верувањата дека она што се прави во моментот во државата или самото пристапување и во НАТО и нашето заженување патот кон Европската унија дека всушност се погрешни. Тоа е идејата на таквите хибридни действувања, односно да се намали довербата во институциите. Кога велам институциите, велам дека тоа се напади врз системот. Не се напади, иако многу често знаат да бидат хибридни напади и действувања насочени против поединци, дали во владата, дали во некои други политички структури, меѓутоа сепак тие за цел имаат да го слушат, односно да ја намалат довербата во системот. Оно што е особено важно е како ние ќе реагираме или како ние реагираме во тие моменти,
Како Министерство за одбрана, тука имаме поделена, да речам, надлежност или одговорност, но навистина, можеби понекогаш и со право сме предводници или повеќе гласни кога зборуваме на оваа тема. Јакнењето на прво институционалната доверба, второ јакнењето на зајакнувањето на отпорноста на општеството е нешто што ќе придонесе кон успешно справување со овој тип на закани. Мене ми е навистина задоволство што денот кога заминував на самитот во Вилнус се објави и повторното рангирање на транспарентност на институциите, каде што Министерството за одбрана неколку години поред е првата институција, односно прво рангираната институција по транспарентност. Ова ми е важно и ќе го спојувам со хибридните тестувања, затоа што секогаш кога имате било каков малициозен опит да се наруши довербата или да се подрие системот, транспарентноста на институциите е особено важна. Затоа што најдобар лек или најдобар механизам за борба или за отпорност кон дезинформациите и таквиот вид на малициозни действувања е транспарентноста и отчетноста. Да, во одбраната ресорот кој го припадам, многу често се случува да не можеме во целост да одговориме на прашањата заради класификацијата или заради тоа што сепак носат некоја класификација, дали било тоа во рамките на НАТО или во партнерските односи, но никогаш не остануваме должни кон медиумите или кон јавноста, секогаш се обидуваме информацијата да ја презентираме на начин на кој што ќе ги задоволи барањата, меѓутоа сепак се разбира нема да наштети и на процесите кои година треба да се водат. Да, навистина Министерството за одбрана е 100% транспарентно, така е оценето од релевантни институции. Уште еднаш мислам дека е важно да се нагласи дека на Балканот оние земји членки што се на НАТО немаат во своите граници парамилитарни или платенички формации од типот на Вагнер или било какви други заканувачки формации на вооружени формации во своите територии. Тоа е битен факт да се нагласи и се разбира тука некаде да го привршиме ова интервју. Јас ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека во многу скоро време повторно ќе се видиме за да ги резимираме резултатите од овој, како што кажа генсекот на НАТО Столтенберг, историски самит на Алијансата. И благодарам уште еднаш и ви посакувам успешна работа во Вилнус. Ви благодарам и вам и со задоволство ќе дискутираме во Скопје понатаму.